Ова е еден од оние три закони кои што ги поднесе владата до парламентот во така наречената даночна реформа. Ова е данок на личен доход со кој што се одложува прогресивното даночување за една година, но сакам тука да известам јавноста за нешто што беше случај исто како за многу работи наназад, зошто се доцни толку условно. На 11 ноември ВМРО ДПМН е поднесе закон за укинување на прогресивното даночување. Мнозинството кое што седи тука гласаше против. Сега сме 16 декември, значи месеци нешто подоцна, над 35-6 дена им требаше на луѓе од мнозинството да разберат и да ретерираат дека тоа предложено така законско решение нема да генерира поголем приход, дека е тотално промашено и дека она што го кажуваа месеци наназад треба да отстапат и да го направат она што ВМРО ДПМН го направи пред повеќе од 10 години, односно го воведе рамното даночување. Неколку месеци ги малтретиравте и стопанството и граѓаните со така наречена даночна реформа, организиравте јавни расправи, па фирмите ги припремаа буџетите за наредна година за прогресивно даночување, заради тоа што треба да ги спремат своите буџети за да знаат како ќе го платат данокот, за да пред точно 2 недели излезе премиерот и вели се повлекуваме од прогресивното даночување, се враќаме на рамното, ќе правиме нова даночна реформа. Арно, ама како што кажав исто и на Комисијата за финансирање и буџет, самиот документ кој што сте го насловиле буџет за 2023 година и планираните приходи, сега ви е нереален заради тоа што приходите кои што се таму предвидени, сега со повлекувањето даночна реформа едноставно не постојат. Значи тоа е само слово, букви и бојки на хартија, а нема никаква важност во реалниот сектор. Што е сега тука особено важно? Прво, зошто ви требаше 35-6 дена да разберете дека тоа треба да се повлече и зошто водевте и над тогаш? Втора работа. Веднаш наредниот ден, од кога Ковачевски ја даде таа изјава во владата, вели не се укинува прогресивното даночување, толку се одложува, а сега размислуваме за семено прогресивно даночување, каде што во просек четворица од семејството, доколку живеат заедно, доколку заработуваат различно, четворицата ќе треба различно да се даночат. Ние ви ведевме подолго време назад дека за ваква даночна реформа треба широка инклузија. Ви поднесувавме законски решенија. Ви поднесовме исто така амандман во буџетот, а вие го одбивте. Она што е многу важно, ако вас ви е политички неопортуно да ги прифаќате предлозите кои што ви ги даваат пратениците на ВМРО ДПМН, кажете, бидете доблесни дека сакате вие да ги повлечете, ние ќе ги повлечеме, вие подпишете се само да ги изгласаме. Ова што сега го правите и оно кое што ќе го направите и со тие два закона за кои што ќе има жестока дебата и на самата комисија, заради тоа што ги криете деталите кои што не им ги соопштувате на граѓаните. А граѓаните се треба да знаат, а особено сите оние ентитети во општеството. Прво ќе ги уништите спортските федерации и спортските клубови со начинот на кој што сакате да го смените ваучер системот и ги повикувам сите федерации и спортски клубови одблиску да се запознаат со тоа за да видат кој е вашиот план за вашата неспособност и за парите кои што сакате да ги потрошите, како да ги соберете од граѓаните. Тоа е едно. Второ, како што каже професорот Трајанов, во измените за законот за ДДВ има две многу важни работи кои што ги криете од граѓаните. Првата е дека сите оние кои што имаат обрт, до 3 милиони денари, тоа се малите компании, многу малите компании со од 1 до 9 вработени. Ке ги овој пат ставите да бидат ДДВ врзници. 70.000 компании се такви во државата. 70.000 компании се такви во државата и тие ќе станат ДДВ врзници заради вашата даночна реформа. Тоа е едната работа која што граѓаните треба да ја знаат за овој закон за ДДВ кој што вие сакате да го направите, односно да го изгласате и по тој основ да соберете повеќе пари. Второ, многу внимателно ви е смислена тезата за делфините, китовите, ајкулите и така натака. Ве повикувам, еве во собранието, од оваа говорница, министерот заменикот или било кој друг од државната управа која што ги детерминира даноците, да го објавите целиот тарифник на производи кој што ќе ја изгуби ексклузивната можност да има повластена даночна стапка. Да видиме дали се тоа кашкавали со ексклузивни зачини или сите кашкавали ќе имаат 18% ДДВ. Објавете ја листата на производи за да видиме кои производи ќе имаат даночно олеснување. Не се обидувајте да го излажете народот, пласирајќи му шеги во јавноста, за да ја држите таа теза додека оваа другата
сакате да ја протете испод радар. Објавете ја листата на производи кои што наместо 5 ќе имаат 18% ДДВ, па граѓаните да видат. Дали се тоа перки од ајкула, дали е тоа кит делфин или било што друго, или се производи од секојдневната употреба на граѓаните за прехранбената и потрошувачката кошничка. Затоа, уште од сега ви се кажува, и уште сега сте предупредени, не го правите ова со даночната реформа, зашто нема да ви успее, затоа што е тотален фейл и заради тоа што не може вие да правите даночна реформа, а директорката на УЈП, генералната директорка на УЈП ја дознава од телевизија. Со сите мерки, со сите проекти го правите ова и после се чудите зашто за викенд без ДДВ, кога го имавте ова за купување на информатичка технологија, изгрешивте 117 пати. Ваквите предлози и покрај тоа што имат огромни дупки во буџетот, се полнат или се создаваат на поинаков начин. Не се создава на ваков начин даночна реформа. Не се прави даночна реформа на 2 недели пред Нова година. Затоа што ние сега сакате да го изгласаме денеска, ќе треба да се воведе од 1.1.2023 година. Каде е тука запознавањето со реформата на фирмите, каде се тука сметководителите, каде е тука целоно однос на економски оператори кои што ги детерминираат даноците. И сега вие ќе зборувате за сива економија и за сузбивање на сива економија, па во експозето на министерот што ќе го слушнете во понеделник, во првиот пасус стои сузбивање на сива економија. Па како со ваква даночна реформа ќе сузбивате сива економија? Еве нека излезе еден да ми каже. Ете по кое правило ќе сузбивате сива економија кога самата директорка не знае дека има даночна реформа? Како ќе сузбивате сива економија кога 70.000 нови фирми ќе ги направите ДДВ обврзници? Кога годишно ви затвараат по 7.000 фирми? За 2 години имате затворено над 13.000 предпријатија во државата. Како планирате да правите даночна реформа? Излезете и кажете му го на народот. Не ги крите под одредени флоскули. Зошто да има побогата влада, да има посиромашни фирми? Зошто владините функционери да се богатата, граѓаните да стануваат се посиромашни? Врз основа на што и кој економски генијалец ви кажа дека треба да соберете 590 милиони евра повеќе од приходи, а да доночите цело семејство прогресивно одоночување? Еве нека излезе тој дека каже. Нека со една теза дека каже дека оваа даночна реформа е добра. На крај со овој закон не е само прогресивното доночување, и со тоа доцнете, кажувано ми беше 6 месеци. Кажете зашто ќе ја доночите и премијата на животно осигурување и капиталните приходи или добивки. Значи не е само прогресивното. Денеска имате реакција од Сојузот на стопански комори. Коморите не ви ја одобруваат оваа реформа. Каква реформа ќе правите ви? Или ова ќе биде исто како со овие Данска Тевдовски, што беше односно Драган Тевдовски и со Нина Ангеловска. Воведи го па повлечи го. Тотално несериозно е. Таква е даночната политика на СДСМ. Само до сега во 5 години власт 3 пати ја менувате и 3 пати ја враќате и пак не ви доаѓа памет. Седнете, размислувајте убаво, проширете ја дебатата, викнете експерти за областа и на тој начин правите даночна реформа. Даночна реформа со рамен данок, со даночен рај, а не даночна реформа на репресија која што создава сива економија. Благодарам.